Кристина Атовска, добро утро. Какви се проценките во Украина токму за траењето, а и твоите проценки, би си на лице место, ја гледаш атмосферата, разговараш со луѓе, имаш контакт со официјално лица, уште колку мислиш дека ова ќе се различе и што е она што може би се сака да се постигне и од едната и од другата страна? Така, Сашо, нема изгледи дека ова брзо ќе заврши. Сега целиот фронт е преселен на источниот дел на Украина. Во текот на ноќта имаше 7 напади на Донбас, 3 бомби во Днипропетровскиот регион, Одеса беше нападната повторно од море, така што буквално целиот фронт е преселен на источната страна и од сето она што го очекуваат и граѓаните и официјалните лица и од руската страна ги забележуваме веќе тие обиди дека ова нема брзо да заврши, дека тие нема да се повлечат од тој источен дел и од тие источни градови како што тоа го направија од централниот дел на Украина. Сепак можеме да забележиме повторни напади, бидејќи оној Днипропетровски регион тој се наоѓа малку поцентрално. Мислевме дека таму завршија борбите, но сепак и таму се уште русите упатуваат проектили, затоа што целат на инфраструктура. Кога сме кај инфраструктура, токму синоќа украинската армија објави фотографии дека повеќе не постои меѓународниот аеродром во градот Миколаев. Тој е ракетиран и комплетно уништен, така што нема изгледи дека истокот брзо дека сето ова на истокот брзо ќе заврши. А што се однесува до моето останување, јас доколку би имала ресурси би останала до крајот на сево ова, до крајот на целокупната војна. И секако доколку нема да се откажат украинците од сите овие градови кои ги споменавме, а русите немаат намера да се откажат од Луганск и Донецк. Токму затоа и се предвидувањата дека ова ќе потрае. Вчера имавме едно необично признание на Песков, на портпаролот на Кремљ. Ние ќе го разговараме тоа и со Дејан Андоновиќ овдека после нашиот разговор кризиса. Тоа е дека русите трпат тешки загуби во таа украинска авантура во која што самите се разбира влегоа. Какви се толкувањата за ова, би рекол, и веќе и официјална промена на ставовите на Русија околу целиот тој конфликт за кој тие се надеваат дека ќе биде брз, ефикасен и дека тоа одамна веќе ќе беше завршена работа, вклучувајќи го и ова гласање кое што вчера им се случи и сврлањето од Советот за човекови права од Обединетите нации. Што се првичните тамошни реакции? Овде сите го поддржуваат сите видови санкции, го поддржуваат гласањето против Русија во Советот за човекови права и можам да кажам дека сите конечно го искоментираа фактот дека конечно Русија ги призна загубите за кои украинската армија, но и западните разузнавачки служби постојано тврдат колкав е тој број. Вчера излезе податок дека се околу 19.500 војници загинати овде во Украина на боиштата, руски војници. Секако пристигна информацијата дека нови 500 милиони евра доаѓаат навака како нова транша помош за Украина. Секако има и 5-та нова рунда на санкции против Русија и можам да кажам од разговорот со сите овде, сите украинци како најголеми пријатели веројатно ги сметаат британците и американците, односно Велика Британија и Соединетите Американски држави, токму поради количината на оружје која што тие ја испраќаат. Да подсетам, вчера имаше одлука и во Соединетите Американски држави, нивниот претседател Бајден соопшти оваа 5-та
рунда санкции против Русија, но соопшти и дека ќе испрати јавелини, тоа е она против тенковско оружје и нагласи дека Украина сега се бори со многу современо, многу модерно оружје против русите, а тоа може и да се забележи и на терен, ако се сеќавате на оние известувања дека Киев имаше денови во кои што непрекинато се тресеше, а не падна ниту една ракета во тој регион. Тоа значи дека украинците се борат со тоа современо оружје веќе некое време и тоа доста успешно. Исто така и во оној источен регион каде што русите постојано ракетираат, исто така има многу добра противвоздушна одбрана која очигледно е современа, затоа што според проценките успешноста на руските ракети беше некаде околу 15%, а не повеќе. Така што сето тоа само го потврдува фактот дека Западот испраќа современо оружје во Украина и дека украинците има со што да ја водат оваа битка, и можам да забележам дека сите оние делови, освен западот на Украина, кој можеби е неподготвен или можеби го фаќа одреден вид на паника, од Киев па се натаму, од централниот дел, источниот дел, сите украинци се без паника, многу подготвени за борба и доста добро обучени за сите овие современи оружја кои влегуваат на нивна територија. Да не заборавиме дека британците им понудија и веќе им и дадоа и соодветни тренинзи и соодветна обука за употреба на ова современо оружје. Ја слушаме таја проценка која што ја прават украинците за руските жртви. Говорат ли украинците за сопствените воени, не цивилни жртви, бидејќи тие мора да се веројатно значајни во тие судири се гине на двете страни. Има ли за тоа разговор или барем некаков, како да кажем, она што се шири во украинското општество, кои се таму проценките за тие бројки? Не, Сашо, овде се брои уништеното оружје, уништените возила на руската армија, се бројат убиените војници на руската армија, но тоа не е случај и со украинската армија. Што се однесува до бројките кои тие ги пласираат, тие се однесуваат само на упатени ракети или успешни ракети кои паднале и направиле штета на инфраструктурата која е оштетена, и на бројот на цивилни жртви повредени и исчезнати, па и киднапирани. Но не се пласираат информации за тоа колку загинати војници вкупно и колку уништено оружје има на украинската страна и во украинската армија. Кристина Атовска, благодарам. Во контакт сме и во преостанатиот дел од денот, и денеска и утре. А ако не се лажам, веќе... Само да споменам, за половина час едно здружение овде во Лвив пред рускиот конзулат организира една така наречена акција на која што ќе бидат изложени предмети за кои што тие тврдат дека руските војници ги украле од оние места во кои што веќе направиле ршумизник, кои што веќе поминале за да докажат дека и тоа било дел од војната, дека постоело и крадење на предмети, така што и тоа е она што денеска од активности ќе се случува овде во Лвив. Да, сигурен сум дека и од тоа ќе имаме добар извештај, бидејќи Кристина барем неколку пати во денот, морам да кажам дека и со многу оригинални фотографии и видеа се јавува од овие конфликтни зони, па и помирните зони на Украина, иако целата Украина е во една војна мобилизација. Благодарам Кристина Атовска во живо од Лвив.